Почитувани колеги пратеници, почитуван председателе, почитувани представници на владата на Република Македонија, би сакал да дадам едно свое видување за денешната иницијатива, точката по предлог на Социјалдемократскиот сојуз за гласање на доверба на владата на Република Македонија. Првата дилема што се отвара со оваа точка денес на дневниот ред е кој е мотивот на Социјалдемократскиот сојуз денес да се расправа за доверба на владата на Република Македонија, доколку највисоките представници на оваа партија однапред уште пред да почне расправата, како што тоа го објави колешката Данева во својата колумна, или го искаже и генералниот секретар Андре Петров на денешната седница, однапред најавија дека не веруваат дека оваа седница, оваа точка на дневен ред ќе има позитивен исход или дека ќе има ефекти нивното поднесување на иницијативата за доверба на владата. Според ова се поставува и дилемата дали оваа точка е инициирана само заради каприцот на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, господин Црвенковски, кој што има единствена желба повторно да се врати на власт, без разлика во какви услови на криза тоа ќе се случи. Дали таа ќе биде политичка, дали таа ќе биде парламентарна, дали ќе биде економска или ќе биде комбинација од сите три. И сметам дека таквата мотивација за поднесување на иницијатива е навистина далеко од сериозна во денешни услови. Може би иницијативата се поднесува да се консолидира опозицијата како блок, што е легитимно право, но од друга страна, според настапите од пратениците од Демократската партија на албанците, гледаме дека нема координација помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и Демократската партија на албанците, и ова иницијатива од таа гледна точка го нема оној потребен едногласен опозицијски блок кој што би можел да представува или да даде сериозна тежина на иницијативата за гласање на доверба или недоверба на владата на Република Македонија. Она што изгледа дека е вистинската, или може би близко до вистинската причина за ваквата политичка расправа денес, и не случајно е одбран и тајмингот на оваа расправа, месецот октомври, е очекувањето на извештајот од страна на Европската комисија, кој што ќе се однесува на Република Македонија. Сметам дека сите сме свесни, после толку направени реформи, донесени закони од страна на Собранието, постигнати резултати, напредок во многу области, Македонија оправдано очекува и оваа година да добие исклучително позитивен извештај за сработеното, и тоа релевантен извештај од Европската комисија. Тоа сметам дека е добро познато и на пратениците на опозицијата и на председателот на Социјалдемократскиот сојуз. И сметам дека ова иницијатива денес има за цел да фрли сенка врз очекуваниот позитивен извештај кој што Република Македонија го очекува од Европската комисија, бидејќи има неусогласеност во перцепцијата која што сака да ја предизвика Социјалдемократскиот сојуз и впечатокот или оценката на постигнатото кое што го има Европската комисија за Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз говори за нестабилност и нестабилни политички институции, Европската комисија говори за стабилен политички систем и напредок во тој однос. Социјалдемократскиот сојуз говори за неуспеси во економијата, во реформите, во правосудството, во други области. Од друга страна, очекуваме Европската комисија да ги препознае постигнувањата кои што Република Македонија ги има направено во оваа област. Затоа, за да се фрли сенка врз ваквиот позитивен извештај, сметам дека Социјалдемократскиот сојуз сака да ја засили со својата реторика перцепцијата за зголемена политичка нестабилност, зголемена меѓуетничка нестабилност, зголемена економска непредвидливост и сите други параметри кои што можат или да го намалат, да ја намалат оценката на Европската комисија во извештајот, или пак да го засенат тој успех кој што Македонија заслужено го очекува. Сметам дека треба на сите да ни биде јасно дека успехот на Република Македонија и позитивната оценка која што очекуваме од Европската комисија не е нешто кое што треба да задоволи една политичка гарнитура или да разочара друга политичка партија затоа што едната е на власт, а другата е во опозиција.
Заедно сме вложиле многу во тој проект и не е исплатливо доколку сакаме да го подкопаме тој проект на евроинтеграции или да го нарушиме кредибилитетот на извештајот на Европската комисија само затоа што не ни се допаѓа политичката гарнитура која што ја има довербата од граѓаните на Република Македонија. Денес со дискусиите што ги слушнавме од страна на колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, не можеме да бидеме сигурни дали оваа партија сака предвремени избори, дали посакува предвремени избори, дали е спремна или не е спремна за предвремени избори, или дали тоа е или не е приоритет за нив како политичка партија во овие моменти. Но тоа што е очигледно е дека тие се незадоволни од работата на владата на Република Македонија и сметаат дека тоа е најголемиот проблем во денешните случувања во нашата држава. Доколку постои такво гледиште и такво убедување, владата на Република Македонија, како што била израз, одраз и огледало на волјата на македонските граѓани, и денес, и вчера, и утре може да биде истото, доколку Социјалдемократскиот сојуз е подготвен тоа да го стави или подложи на тест на предвремени избори, за кои што често се говори, кои што избори се спроведувале според законите и биле прогласувани и признавани за регуларни во неколку години наназад, и во 98 година, и во 2002 година, и во 2006 година, и во 2008, 2009, 2011 година, секогаш сме имале резултати кои што биле прифатени и од власти и опозицијата, а сега се наоѓа изговор кога некоја споменува темата предвремени избори, да се каже дека недостасуваат одредени услови кои што тие избори би ги направиле честни и транспарентни. Сметам дека Република Македонија тоа го има докажано во неколку пати и во неколку наврати и тоа не треба да биде алиби. Но како и да е, јас би се задржал на неколку сегменти зошто владата на Република Македонија сметам дека ја заслужува довербата и на Македонското собрание и на оние кои што се занимаваат со политика. Прво, владата на Република Македонија ја заслужува довербата на ова собрание затоа што таа доверба се искажа пред неколку месеци од граѓаните на Република Македонија на фер, слободни и демократски избори. Граѓаните на Република Македонија се тие кои што покажуваат и докажуваат колкава доверба ужива и дали треба да има доверба македонскиот законодавен дом и преку него избраната влада во Република Македонија. Со бројот на гласовите кои што заедно ги имаат освоено денешните коалицијски партнери во владата на Република Македонија, тој број на гласови е најголемиот доказ дека владата ја ужива довербата и ја заслужила довербата на честни, отворени и демократски избори. Тоа е првиот и најсилен аргумент зошто денес и пратениците, како луѓе кои што ги представуваат граѓаните и своите политички партии, имаат можност да ја укажат уште еднаш таа доверба. Втората работа која што сметам дека е важна да се напомене зошто владата ја ужива довербата и зошто заслужува поддршка и во собранието на Република Македонија се земјоделците и политиката кон земјоделието. Сметам дека она подценување и можеби подсмевање што на почетокот доаѓаше од Социјалдемократскиот сојуз 2006-2007 година кога се формира владата на ВМРО-ДПМН и ги почна своите нови политики во земјоделието, денес е сосема изменето како перцепција и денес дури и Социјалдемократскиот сојуз обрнува многу поголемо внимание на земјоделието во своите програми и во своите говори, благодарение на пристапот кој што ВМРО-ДПМН го изгради во оваа политика. Сметам дека 320 милиони евра субвенции и помош кои што беа дадени по различни основи на земјоделците од 2007 до крајот на 2011 година се најсилниот аргумент дека оваа влада има сериозен пристап кон земјоделието и дека земјоделците врз основа на ваквиот пристап може да ги сметаме за еден од посериозните сојузници или партнери во соработка со владата, а со цел за унапредување на нивната работа и на нивните професии. Третата категорија која што е аргумент за доверба на владата се пензионерите. Сметам дека во континуитет пристапот на владата на Република Македонија кон пензионерите, зголемувањето на пензиите, третманот кој што им се дава, одредените повластени услуги кои што се даваат на пензионерите,
Сметам дека се многу добар аргумент и може да се говори со факти дека владата и од оваа категорија на граѓани, наши пријатели, луѓе, гласачи, членови, неопределени, ја заслужува поддршката и ја заслужува довербата. За разлика од времето на Црвенковски, когаш владата и пензионерите беа синоним за намалување на пензии или за добивање на пензија од прва, втора, трета категорија на 15, на 20, на 30 во месецот, денес владата е синоним за покачување на пензиите и за редовна исплата на пензиите. И ќе потенцирам дека тоа се случува и во овие години на тешки економски турбуленции во Европа, кога многу земји се одлучија да скратат пензии, да ги намалат пензиите или да ги покачат годините за пензионирање како услов. Сметам дека владата заслужува доверба и заради стопанствениците, затоа што оваа влада покажа дека во континуитет знае да соработува и да изгради еден партнерски однос со целото стопанство. Да изгради однос во кој што и стопанствениците даваат идеи, владата ги применува, ги прифаќа и со тоа во тој заеднички диалог сметам дека и стопанството може да биде сигурно дека владата е сигурен партнер. Во услови на тешка економска криза владата ја зачува макроекономската стабилност, монетарната стабилност, има ниски и предвидливи даноци и сметам дека нивото на резерви кој што за прв пат 2012 година достигна над 2 милиарди евра заслужува респект и е доказ за домаќинското однесување и сериозниот пристап во оваа област. Државните чиновници и јавната администрација се петата категорија на граѓани, на луѓе, на државјани на Република Македонија, заради кои што владата сметам дека заслужува доверба. Затоа што во услови на економска криза многу земји отпуштаа дел од јавната администрација. Дури и тука во Македонското собрание имавме пратеник од Социјалдемократскиот сојуз кој што предложи отпуштање на јавната администрација со цел и јавната администрација и чиновниците да ја почувствуваат кризата врз свој грб, а видовме дека тоа се случи во многу земји. Во Грција, во Словенија, во Унгарија, во Шпанија и на други места, но пристапот на владата на Република Македонија и залагањето да не се дозволи јавната администрација и чиновниците да пострадаат на некој начин од овие трендови на европска економска криза, мислам дека заслужува сериозно поздравување и поддршка. Странските инвестиции и довербата која што се гради помеѓу Република Македонија и странските инвеститори е исто еден аргумент кој што сметам дека владата на Република Македонија го има во свој прилог како еден од начините преку кој што демонстрира однесување кое што во континуитет го зголемува вниманието, сигурноста и довербата на странските инвеститори. Джонсон Мети, Кемет Electronics, Кромберг Шуберт, Дрекслер Мајер и многу други се примерите кои што служат како доказ. Ова се факторите, чинителите, луѓето кои што сметам дека имаат своји причини да ја дадат довербата на владата на Република Македонија. Има и луѓе кои што имаат своји причини, иако различни, да не ја дадат довербата на владата на Република Македонија и сметам дека меѓу тие луѓе кои што би сакале оваа влада да падне, има многу јавни и познати личности. Секој од своји различни причини, но со иста цел, би посакал владата на Република Македонија да не добие доверба, а сметам дека меѓу тие луѓе може да ги вклучиме и се разбира Бранко Црвенковски, Андонис Самарас, Бајруш Седију, Зоран Заев, Агим Красничи, Велија Рамковски, Љупчо Георгиевски, Љубомир Фрчковски, Димитри Саврамопулос и Снифарис Джемаили. Овие 10 луѓе, секој од своји различни причини, моје мислење е дека имаат голема желба и мотивација владата да не ја ужива довербата и да падне. Но сепак нивната релевантност е прашање за подолга дискусија. Пратениците се тие кои што одлучуваат во собранието, граѓаните се тие кои што одлучуваат на избори и затоа ценам дека Македонија ќе продолжи да ја има оваа политичка стабилност која што има постигнато. Благодарам.